Дистрикт цел през студио интервју на Зоран Иванов со Ердем Ахмет. Ердем Ахмет, новинар во Македонската радиотелевизија, програма на турски јазик, дипломиран економист, економијата и политиката се во жижата на неговата журналистичка преокупација, уредува вести, прави прилози и телевизиски емисии на разни економски, политички теми и се разбира и теми поврзани со турската заедница во Република Северна Македонија. Прв председател е на Сдруженијето за развој на медиумите на турски јазик и го основа и првиот интернет медиум на турски јазик. Добитник е на повеќе новинарски награди и признанија. Активен е во новинарската заедница преку ЗНМ, Сдруженијето на новинарите на Македонија, член е на Советот на честа, на управниот одбор на Сдруженијето на новинарите на Македонија, член на Советот за жалби при Советот за етика. Посебна негова страст е фотографијата. За сега толку. Во текот на ова интервју ќе кажете уште по нешто за себе. Па Ердем Ахмет, добре дојдете во Дистрикт Нацију пред студио. Ова економија и политика и новинарство. Како во економија, од каде? Па оди ја добро, мислам не беше план да влезам во новинарство, ја учев понешто, и постарите луѓе ти го препорачуваат, иди таму кај што има пари. Татко ми вети тогаш дека ќе се вработам на негово работно место ако завршам факултет. Такви беа приликите. Ја 91 завршив, значи од социјализмот само една година завршување, независност на Македонија. И тогаш кога завршив ми понудија да бидам магационер, не ми се допадна, па влегов во трговија, па на 5-6-7 години работев. Обично економисти, дипломирани, сонуваат да бидат или големи бизнисмени, или директори, нели? Не беа такви приликите, тогаш се распадна економија. Почеток на транзицијата. Да. Лошо време за економија. Да, ја бев пресреќен што работев во трговија, убаво заработував, со брат ми отворивме дуќан, па еден пред тоа отворивме нешто за пшеница, за не знам што, за брашно. И добро беше, окей беше, и на крај ми се искочила прилика и дојдов и на крај не знам дека така ќе се занимавам во професија. Случајно излеземе, немаше доволно кандидати од турската редакција, влегов и тоа беше окей, сега испадна дека е испаднала Аелија работава. Мамка е новинарството? Да, сега го е. Заразна е, како да ја кажам, ја нема представа што е. Од каде е Ердем Ахмет? Каде растел, каде се школувал, каде учел, каде играл, во кој мал? Јас сум по татко и по мајка сме скопјани. Јас сум цел живот у Чаир. Таму сум се родил во стан, а моите биле од центарот на Скопје. Така да и сум горд чајчанец, исто да кажам. И сум имале прекрасно детство, тоа спиле поинакви времиња, тоа времиња на малски живот, тоа што го нема веќе, луѓето се затворија пред компјутери. Бевме од сите етнички заедници, убав развој имавме. И на крајте заврши факултет и тие проблеми до 90-та година. Уште тие времиња Чаир беше некоја европска вредност за мултикултура, за заедништво, за домаќинство. Се уште? Верувам дека е така, затоа што повторно ги има сите. Знаете, не е убаво кога ги нема сите. Мене ми се допаѓа таа атмосфера да одненаш. И знаете, луѓето се љубезни, например, ја например не зборам например албански, некој ќе прозбори турски, дел од македонците зборуваат албански, некои не зборуваат и така натаму. Интересна комуникација има желба за комуникација и добро е у Чаир, јас сум задоволен. И не се селам у Чаир, еве го 55-6 години. И како граѓанин и како скопјанец не исподелија едно време околностите, ситуациите по етничка линија се граѓанилизирали, се враќали тој стариот менталитет градски на Скопје во смисла на тоа етничко заедништво? Ја мислам дека проблемите произлегуваат од целиот оној дисконтинуитет што го имаме за време на социјализмот. Ако се сеќавате, ние имавме капитализам, нели, она бивша Југославија, после имаме социјализам, па пупу не важи, се враќаме во стариот систем. Во социјализмот имаше идеологија на колективитети. Значи, и ние моравме да продолжиме во независноста. За жал, например, еве ги англосаксонските земји, например, ако ги гледате, ти немаат дисконтинуитет. Овие во европскиот дел пак имаат. Ако се сеќавате, имаат фашизам, например, еден дел од земјите или диктатури имаат, или у Франција има еден дел кој што е бил окупиран, па бил воден од земјите. Само англосаксонските земји имаат континуитет.
И тогаш имате граѓански права. И после ако изборите за колективитет или права, например, не знам, за афроамериканците, пак немате проблем, бидејќи не се нарушуваат индивидуалните права. Ние тргнавме од таму кај што бевме. Тргнавме од социјализмот, и ако се сеќавате кои беа кованиците тогаш и по Тито и Америка и Енглеска биче земја пролетарска и така натака, и дојдовме со тој дух. И мислам дека тој дух продолжи со оваа идеја на колективитет. Направите некоја компарација со скандинавските држави? Не, со саксонските бројки. Да, генерално. Поради континуитетот, тоа ми е поентата на прашањето. Еден човечки век на овие балкански простори не може да проживе во еден политички систем, па дури на една државна територија. Не? Да, знаете, Балканот доби некој лош имидж, ако се погледне, например, ние не сме толку као лош имидж, ако ја бранам таа теза и од Турција ми дава изјави, Балкан, значи мети, крв и така натака се обидува да објасна на турски дека тоа значи Балканот. Ја у суштина знам дека сите региони горе долу во историјата имале проблематични периоди и дека не треба да шириме дефетизам. Секаде имало и мети крв. Ние се најдовме после 90-те години, знаете, имавме земја неврзана, неутрална и така натака, пропаѓа Советскиот сојуз и тој блок и одеднаш овој празен простор на влијание на Русија и на Америка, и дури тој процес се уште не е завршен. Ете, во Србија не ќе во НАТО, па во Европска унија има почнато преговори, ние сме во НАТО, па не сме во ЕУ, Босна има, Косово. И тој процес не е се уште завршен и гледаме дека идеолошки и организационно се едно, Балканот ферментира се уште. Па да, ама тоа е нормално затоа што овој регион се најде во жижата, например, тоа го немате во Колумбија, например, ние во Колумбија не збора за Европска унија. Ние дојдовме во оваа ситуација затоа што бевме во бивша Југославија. Во бивша Југославија беше она неврзана земја. И се одеднаш требаше да се определиме кај сме. Сепак Балканот е во Европа, нели? Да, во Европа, и тоа, знаете како, Европска унија ќе влезете вика во Европа. Ние сме во Европа. Тоа што одредена заедница се нарекла себе си по континент не е фер. Зборувам за бизнисот, за трговијата, сепак растојанието си го прави своето. Да, ние можеме сме таму, да. стопански да комуницираме со околните земји, со пошироко, значи со Европа. Колумбија ни е далеку, по цена дури и дрога, нели, да се увесува или извезува. Се шегувам. Почнавме со тие етнички заедници, вака индивидуално ве прашувам. Да се виде турчин во Македонија денес е предност или мана? Добро, јас сум горд што сум турчин. Од било што е, и сум горчајчан, не како што реков, и горд Балкан, дури не сакам да влегувам во тие стереотипи што се кажува за Балканот. Од тој аспект, како ме прашувате, дали сум се соочил со дискриминација затоа што сум турчин и дали мојата заедница исто така се соочува, има низа показатели кои и за мене и за мојата заедница кај што јас сум пишувал, кај што покажува дека имаат одредени пречки. Затоа велам дека е направен систем на колективитети кај што, например, одеднаш е важно кој си, што не би требало да биде важно во граѓанско општество. Добро, но и уставот така го конституира. Тоа е, знаете, еве погледнете го одложувањето на пописот и се уште очекувањето на пописот. Таков проблем се заради 20% се имавме проблем на затегање. Значи немаше потреба да се спомне тој процент. Треба да избегаваме такви ситуации во кои што ќе го изгубиме човекот. Значи, знаме дека е мировен договор и дека е многу важен, меѓутоа тие 20% гледаме дека ни се терет. Човекот го губиме за колективитетите. Да. Од дрвото не ја гледаме шумата или обратно шумата сега не го гледаме дрвото. Да, имаме и поговорки за тоа. Значи, у суштина сгрешивме дека требаше паралелно со колективитетите ги јакнеме човековите права на луѓето. На крај пишува во уставот дека сме еднакви пред законот, пишува што е одеднаш важно, што сум јас во оваа заедница. Не можам да бидам премиер, не можам да бидам председател, не може машко, женско, хомосексуален, се може да биде. Има некој ограничување, бел, црн, која сака нека биде раса. Значи, и одеднаш ние доаѓаме, ама знаете, овие ќе бидат тука, овој ќе биде прв председател на влада, овој ќе биде втор председател. Ама тоа не е толку по етничка припадност, иако се користи за етнички политички поени, може би е повеќе поради неспособноста на елитите да го препуштат општеството на квалитетните луѓе, па преку партијата промовираат и ја партизираат државата. Ако вие напишете во уставот, на што сте го напишале сега, буквално тоа ќе ви се случи.
Значи, ние менувавме замислете, например, јас се сеќавам дека бевме за законот за граѓанска одговорност кога го направивме, имавме средба со французите. Они имаат од 19 век има закон, имаат подемократски закон од нас. За уставот не треба да пишува адреса на владата. Не сега што да ви кажам, и во статутите такви грешки прават. Уставот треба да биде генерално и не свеќам зашто на пример било после пречка да имаме правична застапеност. Па на крајава сите членови уставот посочува дека и однина затоа што немавме правична застапеност и заради таа невидлива дојдовме до конфликти и во таа ситуација го напишав дека имаме правична бре. Кој устав пише дека нема правични застапеност? Значи ние моравме да се држиме за малку пошироки вредности. Кој сака нека го пишувал тој устав, а го пишува знаеме кој, од прилика малку ја сгрешија работата и најверојатно политичката клима од излегување на социјализмот и важноста на колективитетите го направи ова кај нас. Ние се уште живееме во неомарксизмот, така би го нарекол. Ние се уште живееме во социјализмот, не сме во транзиција, ние го сменивме системот. Али у главите не се сменети, не браниме исти вредности како луѓето што се во капитализам. Во некој кошмар. За политиката ќе позборуваме малку подолу во дистрикт. Сега да ја прашам околу турците и партиите на турците. Почна како единствена етничка заедница, политички да се организираат во плурализмот македонски. Се исподелија многу брзо и тие, по примерот на сите други политички партии. Сакам да кажам дека политиката е посилна и од културолошката матрица на... Ај нормално, ја и гледаме голем на луѓе велат, ама ние треба да имаме единство. На крајава кој е тоа единство и кој ќе го наметне тоа единство. Единството е битно, може за клучни прашања, да речеме ете се разговара за изборен модел и предпоставувам дека например турските партии треба да се заложат за модел во кој што имале шанси самостојно да изведат пратеник. И тогаш би требало да бидат единствени. Но ако имате идеолошки разлики, ако се разединети поради еве идеолошки разлики, една изборна единица нема ништо да донесе на секоја поединечно. Па добра, ја гледам бројката од прилика и знам колку партиите добиваат. Мислам дека знаете, јас секогаш сум велел вака и порано велев и подобро да имам еден, сега имаме два пратеника, сме имали у историјата и три пратеника од турската заедница. Меѓутоа, подобро да имам еден кој што е самостојно изваден и кој што ќе може да каже не, кога ќе биде потребно да каже не и ќе каже да кога е потребно да каже да. И тоа ќе го направи самостојно заради интересот на турската заедница, нема да биде врзан со тој коалиционен договор. Погледнете што ни се случи. Рамковен договор с 4 партии. После тоа сите средби што беа во Пршинско и така натака, сите беа македонско-албански, да бидеме средби. Погледнете владата има министерски места се за македонци и албанци. Испод тоа имате заменици министри за другите заедници. И сега тоа ви зборува дека на пример имате но малите етнички партии па се призакачени во големите партии коалициски и по таа линија треба нели таму внатре да се ги решават кадровските. Но сега ердем сега и вие на некој начин кога зборуваме околу квалитетот, нели составот на институции и така натаму, да не се пребројуваме по етничка линија, перцепирате дека во владата еве коалициски партнери, а нема министер или заменик министер Турчин. Тежи малку тоа сепак, нели? Таков е амбиентот македонски воопшто. Сепак не сме Америка, нели? Да, ма ја на пример гледам кога ќе избереме некој, нели ќе се избере некој кадар, го гледам тој и покрај целата екипа не гледам дека се работи за послаб кадар. Значи за во последно време турската заедница произведе добри кадри и ги има за места затоа што има среќа да учат и стипендирано. Но како велат, ако бебето не заплаче, млеко не добива. Па да, еден проблем е ако сте врзан со премирни ли се турските партии или турската заедница? Врзан си со коалиционен договор, Зоки. Што ќе преш? Ако си врзан за коалициски договор, вика јас те извадив. Ти да не беше оваа листа и што е точно. Ако бил надвор од оваа листа, нема да извади затоа што замислите шеста изборна единица која прекружува, намерно ги зема турските села ги пребацува во петка за да се намали во шеста, каде што барем колку толку имаше поголема концентрација. Ја ги гледав кога беше, затоа што мапите кои ги цртаат се во главном, знаете, во влада. Ако добро заклучувам, вие пледирате за една изборна единица, тогаш е чист терен, генерално. Како новинари, како аналитичар ве прашувам, некако партиски невивачни или некоја ставате во ситуација, например, мене може да ми се допаѓа, например, што знам, ВМРО, а мојата партија што се допаѓа од турската партија да биде со СДСМ или обратно. Што ме ставаш во таа ситуација? Да. За кого да гласам?
Дај кажете... Тоа е веќе граѓански поглед. Јас за 4 партии на локални избори гласав, не на овие, на Так, јас пак сега ќе ве прашам како турчин во Македонија, кога играат репрезентации Македонија, Турција во било кој спорт, на пример, или не знам Евровизија, или клубовите кога играат, Ердем за кого навија? Па тоа е најинтересно, не навијам против никого, не можеш да навијаш затоа што не можеш да навијаш против своји. Значи прво јас сум државјанин на оваа република, истовремено сум турчин или таа репрезентација го носи моето име, значи на мојот идентитет не национален. Ако играат меѓу себе, гледам работа утакмица, кој да победи, јас сум победил. Значи таа е мојата екипа. Тој што изгубил морал да изгуби, затоа што било таа ситуација, никако не губам во таква ситуација. Нормално би сакал двете да можат, ама во заедничка утакмица не можат. Значи во таа ситуација никаква дилема нема. Кој е подобар нека победи? Така е, и нема дилема. Во новинарската заедница сте познат како борец за правда, за правичност. Кога зборуваме за македонски турски релации како држави ги спомнавме, Турција е демократска држава или е тоталитарна под водството на Ердоган? Прво да направиме некој чувствително прашање. Не, да направиме неколку градации. Прво да например Турција не е постсоцијалистичка земја. Од 23 година е капиталистичка земја, се наоѓа во тој западен блок преку НАТО. Во тој цел период од 23 година, еден период и ако знаете бил еднопартиски заради тоа што се плашеле во избори евентуално нели да не дадат порадикални струи, па доека не се прешло во тој систем. Војската контрола. Па неколку пати има државни удари, тоа исто така го познавате, така да Турција во ниеден период немала напредна демократија кој што ги имале во европските земји, ако на тоа пледират. Од друг аспект погледнато, во Турција, например, изборите до сега се покажа дека се математичка операција. Никој, например, во Америка видовме дека, например, Трамп ги спореше резултатите, па дојде до 27 април кај нас реприза, нели во Конгресот. И кога ќе видите дека таква ситуација се случува нема е на мирна транзиција, например, и во Америка, тогаш во Турција такво нешто не се случува. Значи, никој не спори дека Ердоган е победник на изборите со 51%. Малку путиновски, нели е тоа? Знаете, ја да ви кажам нешто, имав еден стар, се сеќавате на она логика понано што имавме социјализам и капитализам, кога сте па имавме една поделба на железна. И тогаш ја разбирав. Значи, буквално ја бидејќи припаѓам од граѓанско семејство и ми беа одземени имотите и не бев многу љубител на тој стар систем, мада не бев активен, не бев член на комунистите. И тогаш ми беше разбилјаво. Сега одеднаш, например, дојде се спушти прагот. Одеднаш Трамп дури стана проблем во Америка. Не знам дали се сеќавате кога се дигна галама од голем број на особено левичарски ситуации, иако системот е демократски во Америка. Значи, не е можно Трамп да прави што сака. Одеднаш дојде крај на светот ако Трамп остане. Се сеќавате на атмосферата. Мислам дека превише се дига галама за една приказна која што е внатрешно прашање на Турција. Турција, јас се воодушевувам на тие луѓе. Најголемиот дел од новинарите имаат лежан затвор. Значи, ние тука се боревме кежариско да го извадиме времено, и затоа што бевме жашени дека наш колега ќе биде натре. И денови една колешка новинарка. Да, видов. Ја прибраја некако нешто напишала накриво за Не, ништо накриво, туку на телевизиско интервју локално кажала народна поговорка. И асоцирал на водачот. И сега не знам како ќе помине низ процес, јас сум дефинитивно сигурен дека во Европскиот суд човек кој права ќе падне. Но за таква работа воопшто не треба да се помисли за процес во некој нормален. Да, проблемот има законот, тоа не законот сега, не од Ердоган и така натаму, 61 година. Ја седнав тука човек во Скопје, Мим ги покана, Орал Чалдышлав станавме пријатели, тој е многу добар коментатор таму во Турција. Кој ми каже дека, например, човекот лежал во затвор, вика, и требаше повторно да лежам во затвор. Политичките звезди таму се фараони. Па не, па голем... Султани, нели, останало нешто, како да тоа пусто турско, не? Ама и законите се така. Значи, законот пишува дека 4 години затвор, следва ако го навредите председателот. Класичен шеријат. Па не. Или така, немојте така. Помека варијанта. Поставам дека Добро, не се во четраце, Европа, нели? во Европа малку е чудно, например во Азија не е многу чудно, например.
или во Латинска. Таа има свој континент, не е посткомунистичка земја. Дел од општата култура Ама и законот е традиција. таков и некој треба да го промени. Ние имавме за кривичен закон и Ердем, граѓанска одговорност. кренавте прашина деновиве малку со ова Австралија Опен. Да, за Ноле, Новак Ѓоковиќ, вие сте му фан или Да. или поради неправда, некоја неправда реагиравте толку бурно? Што ви беше? Па прво не мотивот? ја морам, значи и долго време и не пишав, ја да ви кажам, заради тоа и реагирав и за едно време почнав и на се да реагирам. Приметив дека луѓето на пример го нападна Ѓоковиќ од иста гарнитура на луѓе кои што на пример се пораза човек кој правим. Тоа се доста мои пријатели. И воопшто не ми беше јасно. Замислите, истото може да ми се случи мен. Идам новинар, еве да речеме AFG организира конференција во Австралија. Јас сум поканет преку ЗНА. И одеднаш сум кандидат за председател на AFG. Као што овој треба да биде победник на тој турнир, затоа што во 9 пати. Но некој не сака да биде Не, и председател. ја влезам, виза ме обеза да се влезам натре и одеднаш министерот ми рече: "Ердем, враќај се, ти имаше антиваксер во емисијата, твојот стил, имидж на антиваксер ќе создаде негативна клима во Австралија, оди си таму." Ние нашка во земја која сум идол со виза не сум се чувствувал пријатно. Ни во Словенија, ни во Данска, секаде се нашол некој службеник кој што ти кажал дека ти помалку вредиш затоа што доаѓаш од земја кој што од која вадиш виза. И јас сум се чувствувал непријатно. Вие И одеднаш недостасува- тоа рекол преку него. Ерден Титовиот пасош? Па не сум го користил многу, ама и ова е многу вреден. Знаете, македонскиот доста у задне време е многу вреден. И многу убава е бројката на земји и тогаш беше убаво, се шеташе без визи. Да. Брзо ни минува време, тоа е интересен разговор. Кажете ми, еве, да се вратиме на професијата на новинарството. Сдруженијето, каде што по разни основи веќе деценија сте активен член. Функционира ли, може ли новинарската заедница или барем членството на тоа сдружение да биде задоволно од актуелното функционирање на сдруженијето? Па, мислам нека функционира. Те гледам од прилика пратам што пратат. Знаете, ја исто кога бев во управните одбори, бев и во Совет на честа, поучествував и во кодексот праење, кога беше работната, учествував и во реформите кои се правеа еден глас, еден член да вреди на собрание. И сум длабоко навлезен таму, и ако ми се јави некој ЗНМ дека треба да бидам таму, ќе бидам, затоа што мислам дека е важно. Имаме две дилеми, значи или ќе се организираме или нема да се организираме. Ако се организираме, секој член е должен да му се јави на таму да рече ќе има проблем. И евентуално ако не реагира, тоа да го алармира дел од членството. Значи тоа е интерактивна врска. Никој не може да седи тука да каже ЗНМ нечи. Прво нека се обрати таму. 20 и кусур години сте новинар. 26 години, да. Так, 2,5 децении, кога почнавте и сега, без оглед на почетоци, нели, и на мотивите, на таа почетна еуфорија, на тоа што рековте ја засекав професијата, не мислев нешто друго. Генерално има ли разлика од тоа новинарство и ова новинарство и во која смисла е плюс-минус? Два тренда има. Еден тренд е, например, технолошки многу полесно стана. Гледате сега, може да се работи многу полесно. Компјутерите и сите тие работи, пристап од интернет. Од друга страна имаме она што е светски тренд. Новинарството малку слабе и се е поврзано со парите, да бидеме реални. И сите светски медиуми изгубија заради појавата на социјалните медиуми и различни интереси што постојат. Па се појавија овие платформи кои што не лимитуваат филмови, Netflix и слично и така натака. Медиумите добија силна конкуренција. Добија силна конкуренција, изгубија доста пари, вестите поевтинија доста, значи не се работи малку на посериозни истражувања. И во таа смисла има едно назадување, бидејќи ние бевме поназад од нив и тоа назадување многу не е неубаво, а и сите назадува. Фактички. Порталот на турски јазик жив е, Не, функционира? ама беше добра идеја. Беше идеја тоа дури во 2002 кога не беа. Што е проблемот? Парите или Парите беа преку здружение и одеднаш например некаде издржавме 4-5 години, после тоа имаше проблеми, после на крај го затворивме здружението. Беше добра идеја, ние се надевавме дека ќе профункционираме и тоа сепак бара пари. Знаете, ќе дојдете од колегите не можете да барате секојдневно да дадат контент, содржина во порталот, да не им платите со ништо. А знаете дека во тој период монетизацијата на интернетот беше проблематична, беа почетоците. Никој не знаеше добро што е интернет портал, дека може да заработува. доста се експонирани ердеми на темата медиумски слобода, права, слобода на говор и така натаму. И интернетов помага или одмага?
Па ја не Што мислам е дека слобода на интернет говор, а каде е одговорноста на јавниот збор? Не, Што прво да вели расчистиме дека интернетот е одговорен за ова што се случува, нели, посебно со лажни вести и така. Така не мислам дека е така. Само го зголеми обемот на медиуми. Тоа се случи, многу е поедноставно да се отвори таму и таму е правецот. Ама се сеќаваш и на Facebook го цитав Дензел Вашингтон. Тој таму не мисли на малите медиуми. Тој таму мисли на големите медиуми. Веселите со лажни вести. Ние имаме еднаков проблем. Ја гледам еден дел од луѓето кои што седат во големите медиуми и мислат дека немаат проблем. Ама јас сум во Советот за етика и знам дека и од нив доаѓаат сериозни забелешки кај што... Го спомнате Вашингтон, тоа значи ако гледаме вести сме лажно информирани. Тоа е дефиницијата. Да, ама држи вода. Знаете, имаме доста спинови. Доста спинови. Ја да ви кажам пример, имаше државен удар во Турција. CNN гледам, бидејќи сите сме возбудени, имаме роднини таму. CNN гледам и CNN Турк гледам. Двете се брат и сестра, значи ова или како се вика, мајка ќерка. Овие прават вести, течат вестите, објаснуваат што се случува на улиците од CNN Турк. Овие тераат едно 5 сата таму, вие што се излезени на улица. Дали го поддржуваат пучот или го поддржуваат Ердоган? А од почеток сите медиуми, CNN Турк, вклучително известува дека тие се излезени против пучот. И да ви кажам, нешто се сомневам на CNN дека имал чиста намера таму, дека не бил соучесник во тој пуч. Ме свегата што сакам да кажам, посебно внимајте, треба на сите помлади колеги ми кажам, внимајте на меѓународни вести. Има многу лага. Затоа што вика големиот медиум, па иди вика провери, лажни информации. Многу генерално тоа во големи медиуми. Кога зборуваме или извлекуваме некоја компарација меѓу интернет медиуми и воопшто социјалните мрежи и класичните мејнстрим медиумите, која е улогата на класичните медиуми наспроти ова условна слобода на говор на интернетот? Која е нивната одговорност да ги исправат грешките или намерно пласираните информации или тие се под некаква окупација на разни центри на мој политика, бизнис и така натаму. На кого да се подпре граѓанинот консумент на вести? Тоа е моето прашање. Ако сте граѓани, имате малку конфузија и на сите препорачувам да погледнат повеќе извори. Значи, затоа што нема да е најдат во еден извор. А од аспект на нас, ние што размислуваме, единствен одговор на цела оваа криза со лажни вести е да некој почне да произведува квалитетни добри вести, содржини и да се конкурира. Значи, не можеме да ги победиме лажни вести без пласирање на точни информации. А некако влеговме сите во таа шема и не се измислени лажните вести сега. Секогаш постоеле, ама заради обемот на медиуми, однаш се малку повидливи, иначе секогаш постоеле. Така, во редакцијата во која работите, каде дневно уредувате и вести, и создавате вести врз основа на други вести и така натаму. Ова со Украина, како се движи? Ќе пукне ли? Што вели новинарскиот нерв на Ердем? За да има војна, треба едно посака да има војна. За да има мир, 20 треба да посака да има мир. Тоа е, значи, за да имате тепачка, треба еден човек да ве удри и имате веќе тепачка. А за да имате мир, треба 20 да имате желба за диалог. Ќе видиме, ја навистина не сакам нормално, никој не ни посакува таква војна, ама бидејќи сум новинар и не сакам да се истршувам, себа ќе бидам внимателен затоа што знаете, Русија е посилна од Украина, меѓутоа НАТО е посилна од и Америка и од Русија и така натака, идеме во таа ситуација, ќе видиме како ќе се... Го спомнавме турскиот претседател, тој јавно се понуди дека сака да биде посредник меѓу Вашингтон и Москва. Немаше реакции ниту од Москва, ниту од Вашингтон. Има позитивни реакции, има. Генерално велам, немаше реакции во смисла да, од утре ќе почнеме нешто, нека помогне. Има ли авторитет Ердоган да се пушти во таков диалог во име на мирот, нели? Па некој треба да се впушти и он се понуди и Путин доаѓа во Турција, ќе иде во... Ердоган покажа дека е близок и со Москва и со Вашингтон. Да, он не го призна сирискиот случај окупацијата на Украина. Со Украина има одлични односи. Има овие последните дронови кои што ги вознемируваат русите се од Турција. Второ работа на еден поголем дрон, каде што моторот е од Украина, технологијата е од Турција. И тој ги вознемирува уште поише русите. Турција не го признава анексирањето на Крим, не ги признава окупацијата на Украина. Меѓутоа исто времено, па има одлични односи со Русија, купи, како се вели, С-400, има нуклеарни централи гради на своја територија.
Интересите се такви, значи ќе се обиде нешто напред, не, ама тоа ќе зависи од желбата на двајцата. Фотографијата е на Ердем Ахмет љубов, страст, пасија, Да, што? се. Па горе долу тоа е. Значи ја работам новинарство во кој што сум во дел и ограничен. Творам на македонски, на турски, кога ми дадат прилика на македонски. Ќе ми беше прашањево логично ако работевте 25-6 години во Вестник. Да. Но вие работите во Да, телевизија да. каде што видеото е... Да, ама композицијата е и во видеото исто. Така треба се работи за 24 фрема или за 30 фрема. Има некои разлики. Од каде е страста за фотографија и Па фотографирање? мене ме смирува, знаете, луѓето идат на риба и слични работи. Ја најдобро се чувствувам, имав и некои тешки периоди кај нели кога ќе ви останат болни, ќе ви се старите и така натака, и ќе те потреса нешто и единствено нешто приметував што те смирува, тоа беше фотографијата. Фотографијата е многу добра, посебно за луѓе кои што на пример сметат дека треба да се спореда со секој. Значи, овдека ние одеднаш останавме овдека. Иако сме на интернет, вие сте на интернет и ние можам да својам заради јазикот, заради други многу причини. Фотографијата е таа што е ја универзална, или во Индија ќе ви се, или во Кина можете да им се допаднете, или во Јужна Америка, или во Америка. И од нешто имате разговор. Не е важно што имате англиски зборувате со акцент или турскиот не ви е добар или е предобар и така натаму. Канон или Никон? Не, ја претежно сега моментално, ја имам Никон, имам доста опрема дома, ја се изнакупив и на крај сликам со мобилен телефон. Но сепак Никон е избор. Никон, да, ама сликам со мобилен телефон, затоа што е како што стареете, носењето на тешка опрема ви е проблем. Но и камерите на мобилните станува се поквалитетни. Точно и не гледам нека голема. Која ви е целта? Портрети, политички ликови, природа, Сакам детали, фотографија. мртва природа, што ви е? И претежно е црно-бело фотографија, не бегам од боја, ами тоа. Но целта на... И второ е стрит фотографија или она што се вика улична фотографија. Тоа не го работат многу. Практично секојдневие. Да, секојдневие или лајф фотографија го нарекуваат, или фотографија од животот. Не мора да биде у град, може и во село. Гледам, мада еден дел од луѓето ограничуваат на урбана фотографија. Ми се допаѓа, имаме мали ограничувања во тој поглед, малку законите кажуваат дека луѓе не можете да сликате, па ја морам да ги сликам луѓето спроти сонцето, за да бидат темни, ами требаат луѓето затоа што во стрит фотографија и да е токацок човекот да биде најмал мора да биде присутен затоа што го инволвира човекот во целата таа ситуација. Макар прикажа во темно. Во силуета. Во силуета, претежно силуети сликам на луѓе, ама ми е многу важно да го има човекот, така а да е во англосаксонскиот дел. Значи, ако е во Америка и во Англија, сликање во јавна површина е дозволиво, етички, ако некој реагира да извадите фотографијата, ама не може да ја тужи. А овдека е така, Европа, континенталниот е малку поограничен и внимателен сум, ама ја обожавам од целата таа атмосфера што е создадена. Од джез ми изгледа малку, јас сум љубител и на джезот. Дава некоја слика дека јас сум градско дете. Кога спомнавте джезот и музиката, воопшто Владко Стефановски ги прослави Дебармалци, Владо Јановски ве прослави вас Черчани? Па да, зашто не? Мене ми се допаѓа кај тој човек што се фали дека е Чајчани. И тоа е многу интересно, сите Чајчани се фалат дека се Чајчани. Некој многу се гордеве, 90% од другарите кои што ми беа во детство не живеат во Чаир, се уште идат на утакмици стари и млади од иста зграда, идат на чаирски вечери, се уште секаде се прикажува дека се не знам што малото го има во Чаир. Јаневски го спомнав поради песната. Ама се горде, им се допаѓа тоа, знаете, кажува дека не може секој да биде фрајер во овако, може да биде популарен тука, ама во Чаир е битно што. Но ако не си од Чаир, не можеш ни фрајер да бидеш. Да, имаш и такви тези. Дистрикт Цил пред студио, Ердем Ахмет, ви благодарам. Јас ви благодарам.